Ротација околу координатен почеток. Задача 1. Нацртај триаголник во првиот квадрант и изврши ротација на тој триаголник за 90 степени во однос на координатниот почеток и насока спротивна на движењето на стрелките на часовникот. За да ја решиме задачата, најпрвин преку една презентација ќе погледнеме што се случува со точките во првиот квадрант кога ќе ги заротираме за 90 степени во спротивна насока од движењето на стрелките на часовникот. Овде гледаме еден триаголник кој што е нацртан во првиот квадрант. Ќе извршиме негова ротација во вториот квадрант. При тоа внимавајте, првиот квадрант е малку обоен, за да може да се види дека сите точки од првиот квадрант се заротируваат, односно се пресликуваат во вториот квадрант. Па ајде тоа да го видиме. И тоа е тоа. Сега, ако сакаме, можеме ова уште еднаш да го погледнеме, да го вратиме назад триаголникот и пак уште еднаш да видиме како тој се врти во насока спротивна на стрелките на часовникот. Тоа би требало ние сега да го направиме, односно да ги откриеме координатите на триаголникот кој што беше нацртан во првиот квадрант. Ние произволно сега ќе нацртаме еден триаголник, значи не мора да биде истиот од презентацијата, сами ќе си избереме некој триаголник, кој што ќе се обидеме да го заротираме за 90 степени, односно за плюс 90. Најпрвин мора да размислиме, гледај од презентацијата видовме дека целиот прв квадрант се ротира ваму во вториот квадрант. Значи овде имаме прв квадрант, овде имаме втор квадрант, овде ни е третиот квадрант и овде ќе ни биде четвртиот. Пред да почнеме со ротацијата, ќе се потсетиме какви беа координатите на точките во првиот квадрант. И x и y беа позитивни, значи плюс. Во втор квадрант x е негативен, y е позитивен. Во третиот квадрант двете координати се негативни и во четвртиот x е позитивен, y е негативен. Кога ќе го заротираме ние првиот квадрант во вториот, значи што ќе се случи? X-оската, односно незиниот позитивен дел, ќе се заротира за 90 и ќе дојде на местото на Y-оската, односно во позитивниот дел на Y-оската. Додека позитивниот дел од Y-оската ќе се заротира во негативниот дел на X-оската. Што тоа нам ни кажува? Дека при ротација за плюс 90 степени, доколку имаме некоја точка со координати x, y, тогаш за нив ќе важи правилото. X ќе се заротира, рековме, во y, значи позитивно во позитивно, но y ќе се заротира во негативно x. Ова на некој начин би можеле да го сметаме и како правило за ротацијата, но тоа важи сигурно дека само ако зборуваме за ротирање на фигура која што се наоѓа во први квадрант за плюс 90 за да се преслика во втори. Понатаму, зависно од тоа каде ќе биде фигурата, ние самите треба да ги откриваме правилата. Сега овде да видиме како ќе ги откриеме точките, односно координатите на точките кои што ќе ги заротираме. Па ајде да почнеме. Оваа точка, односно ова теме од триаголникот, да го означиме како точка А и да ги прочитаме координатите на оваа точка А, гледаме дека тоа се 3 и 2. Значи ќе запишеме овде 3 и 2. Согласно она што го зборувавме, видовме сега дека x ќе се заротира во y, а y ќе се заротира во негативно x. Што значи дека овде ќе ни биде 3, но y се ротира во негативно x, па овде ќе ни биде минус 2. И ова ќе биде координати на заротираната точка А.
Да ја одбележиме таа точка веднаш, минус 2, 3, еве ја точката. Ова ќе ни биде точката А'. Слика на точката А. Да ја земеме сега следната точка, односно следното теме на триаголникот. Б има координати 6 и 4. Да запишеме овде, значи Б е со координати 6 и 4. И согласно она што претходно го зборувавме, значи X ќе се заротира во Y, овде ќе имаме 6, Y ќе се заротира во негативно X, значи овде ќе биде минус 4. И така ќе ги добиеме координатите на второто теме. Минус 4 и 6. И овде ќе ни биде точката B'. Одиме на следната точка, односно третото теме на триаголникот. Третото теме на триаголникот ги има координатите 4 и 6. Значи С има координати 4 и 6. Сега да ги заротираме. X ќе се преслика во Y, значи овде ќе биде 4, Y ќе се преслика во негативно X, значи овде ќе биде минус 6. И ова се координатите на заротираното теме С. Минус 6 и 4. Овде значи ќе ни биде С'. Сега можеме да го нацртаме триаголникот А', Б', С', значи да го нацртаме триаголникот. Овој триаголник што сега го нацртавме представува слика на почетниот триаголник, односно го заротиравме триаголникот ABC од првиот квадрант за плюс 90, односно насока која е спротивна на движењето на стрелките на часовникот. Забележете дека нашата слика, бидејќи сами си ја нацртавме вака, е бела, односно не е исполнета со боја. Ако сакаме да се увериме дали навистина точно сме сработиле, може во тоа еве GeoGebra да ни помогне. Најпрвен јас ќе направам овде да биде појака бојата, за да можеме подобро да видиме. Значи ќе ја зголемам овде бојата, така, триаголникот да биде повеќе обоен. И сега ќе, бидејќи самата програма си има своја опција да направи ротација, значи ќе изберам овде ротација и ќе му кажам на програмата дека сакам да го ротирам овој триаголник во однос на координатниот почеток, еве за 90 степени антиклоквајз, значи спротивно на движењето на стрелките на часовникот, и еве триаголникот мене гледате дека ми се најде во истата позиција како јас што го нацртав.